Ќе ги поскапили нафтените деривати новата методологија за цени на горивата која се очекува да стапи на сила од следниот месец. Трговците бараат мрежата за продажба на нафтените деривати да се зголеми скоро двојно, и тоа од сегашните 3,2 денари на повеќе од 6 денари. Од Регулаторната комисија за енергетика смируваа дека новиот начин на пресметка нема да се одрази врз гребот на граѓаните, иако трговците бараат повисока маржа. Очекуваме и цените да бидат тука негде, да не предизвикуваме никакви ценовни шокови. Уште еднаш потенцирам, сите знаете дека цената на нафтата и нафтените деривати во нашата земја е најевтина во цела Европа. Што точно ќе се смени во начинот на формирање на цената на горивата, Бислимовски вели дека тоа и натаму ќе зависи од курсот на доларот и цените на нафтата на светските берзи, каде ќе се додадат определени трошоци како премии на трговци, транспортот од пристаништата до резервоарите во кои трговците ги складираат нафтените деривати, како и трошок за пренесување од складиштето до бензинските пумпи. Имаме сериозни забелешки од енергетската заедница да зголемиме количината на задолжителни нафтени резерви и апсолутно ќе треба да го платиме и складишниот простор кон компаниите кои што го ја чуваат таа нафта, и поради тоа јас според тие информации кои што ги имам, тој проблем е разрешен. Инаку на 8 мај завршува обврската да се применува постојаната методологија за цените на нафтата и нафтените деривати, што е определена со анексот на договорот за продажба на ОКТА. Само уште еднаш, и тоа по 2 недели, Регулаторната комисија за последен пат ќе ги соопшти новите цени на горивата по старата методологија.